Загадениот воздух малку се повлече. Имено концентрациите на PM10 честичките во Скопје и во Струмица се под прагот од 150 милиграми на кубен метар. Со самото тоа престануваат да важат мерките и препораките, информира Министерството за животна средина и просторно планирање. Согласно податоците од Државниот автоматски мониторинг систем на ден 22.12.2025, среднодневните концентрации на PM10 се под дефинираниот праг на алармирање од 150 милиграми на метар кубен и епизодата со надминување на прагот на алармирање за PM10 честички е прекината во Скопје и Струмица, соопшти Министерството. Со тоа мерките и препораките за надминат праг на алармирање се прекинуваат. Сепак тоа не значи дека не треба институциите да размислуваат и делуваат околу долгорочните мерки за спречување на загадувањето. Али Ахмети повторно се обидува да се заканува. На неделниот конгрес ги извади истите одамна потрошени трикови. Со говор полн со закани, митологија и самовеличење, се обиде да не убеди дека се уште ги држи конците на Македонија во своји раце. Го заборави тој поразот од локалните избори или се уште од него му се врти во главата па му дојдоа вакви изблици, или пак може е луд од и гледа чести апсења на неговите соработници за криминали направени додека беше на власт. Во занесот дури се пофали дека тој е расторил Југославија, а ете и сега ако излегол на улица немало да се врати дома. Дали ова опозиционерот пак Ахмети се заканува? Мора ова да го дообјасни лидерот на ДУИ, но треба да знае дека неговата воинствена реторика не е храброст, ниту визија, туку признание на политичка немоќ и лош обид да се зачува популарноста меѓу македонските албанци. Неговиот говор не беше порака за еднината, не беше визија за национално единство, туку ехо од минато кое упорно го вади намаса кога нема други аргументи. Најдобро е Ахмети да се сталожи, да го прифати поразот и да си ја реформира партијата, и да не меша работи од типот до вчера уверуваше дека раководел со орли, сега му се гледаат лавови во неговите редови. Не, лавовите се на друго место. На патниот превој пресека многу автомобилски амортизери пострадаа во минатото. Ептен беше во лоша состојба, но сега тој дел од патот Скопје-Охрид целосно и забрзано се реконструира. Се работи на 11 километри кои целосно се рехабилитираат. Можам да кажам дека во однос на рехабилитацијата на патниот превој пресека, кој представува главна артерија, не само за поврзување на Кичево со Охрид и Струга, туку генерално и за спојување на Скопје со Струга и Охрид. Работите се одвиваат со одлична динамика. До февруари месец целиот патен правец би требало да биде завршен, што значително ќе помогне за побезбедно и побрзо патување, се додека не биде пуштен во целост автопатот Охрид-Кичево, истакна министерот за транспорт Александар Николовски. Овој градежен зафат значително ќе го подобри квалитетот на сообраќајот во овој дел од Македонија. Инфлацијата во Македонија е стабилизирана. Ова го истакна гувернерот на Народната банка Трајко Славевски, додавајќи дека и инфлацијските очекувања се закотвени, додека девизните резерви се на високо ниво и обезбедуваат силна гаранција за стабилноста на девизниот курс. Во последните 4 месеци не само што инфлацијата е стабилизирана, туку имаме и месеци на нејзино намалување. Од особена важност е што се стабилизирани инфлацијските очекувања на домакинствата и на фирмите, односно нема очекувања за постојан раст на цените и сметам дека тоа е постигнато, нагласи Славевски. Според проекциите на Народната банка се очекува дека инфлацијата ќе се движи од 2,5 до 3%. СДСМ денеска реагираше на изборот ВД државен јавен обвинител, посочувајќи дека власта на Мицкоски брза да го стави под своји канџи обвинителството и судството. Целта е целосна контрола над обвинителството и погребување на правдата за спас од одговорноста за криминалните тендери кои врват зад грбот на граѓаните, се наведува во соопштението од СДСМ. Оттаму додава дека изборот на новата ВД државна јавна обвинителка е уште еден доказ за тоа. Анита Топалова Исајловска е позната како обвинителка која бараше да се укине предметот Талер, во кој беше обвинет и Никола Груевски,
а се однесуваше на незаконско финансирање на ВМРО-ДПМН. Таа е сопруга на Илија Исајловски, поранешен заменик министер од ВМРО-ДПМН, напиша од опозицијската партија. Денес почнува изборната кампања за повторените локални избори за градоначалници во општините Гостивар, Маврово Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа, што ќе се одржат на 11 јануари. Кандидати за градоначалник на Гостивар се Невзат Бејта од Влен и независниот Ваљбон Лимани, кој го поддржува Дуи. Во Врапчиште кандидати за градоначалник се Исен Шабани од коалицијата на Дуи и независниот Зулјхајрат Демири. Во Центар Жупа има само еден кандидат за градоначалник и тоа Аријан Ибраим од Демократска партија на турците. Во Маврово и Ростуше ќе се борат Онер Јакуповски, поддржан од ВМРО-ДПМН, и Анес Ахмети од СДСМ. Од 1 јануари цената на струјата ќе биде повисока за 2,45% во првиот блок, за 2,87% во вториот блок, за 3,32% во третиот и за 3,84% во четвртиот блок, додека ефтината тарифа ќе се покачи за 2,5%, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Оттаму соопштија дека наместо предложеното зголемување од 7,66%, што Евана Хом го побарало, тие во спроведени анализи и повторни пресметки одлучиле за помала корекција на цените. До средината на 2026 година треба да бидат дефинирани локациите и инфраструктурата за изградба на кафилерии и гробишта за миленици. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов вели дека процесот е во интензивна фаза и дека станува збор за инфраструктура која одамна недостасува во земјава, а воедно представува и услов во рамките на европските интеграции. Според него, со години наназад, сопствениците на починати миленици биле приморани да ги оставаат телата на истите депонии каде што завршува и комуналниот отпад, што е недозволиво од здравствен и еколошки аспект. Новите гробишта, како и кафилеријата, ќе се градат надвор од урбаните средини на ненаселени локации, а планот е секоја општина да има прифатилиште за бездомни куќиња, а каде што е возможно и гробишта за миленици. Синокешниот масовен протест на обединетата албанска опозиција пред владата ескалираше во насилство, со фрлање молотови коктели, оштетување на инвентар и судири со полицијата. Додека лидерите на опозицијата ја најавуваа својата историска мисија за соборување на владата на Еди Рама, ситуацијата на терен излезе од контрола. Демонстрантите фрлаа молотови коктели и пиротехнички средства кон владата. Се обиде и да го пробие полицискиот кордон. Во нередите, според првичните информации, повреден еден полициски службеник. Руски воени авиони утрово почнале напад врз главниот град на Украина, изјави шефот на воената администрација на Киев Тимур Ткаченко. Воената администрација соопшти дека активирана противвоздушната одбрана со цел да се елиминира заканата врз Киев. Од друга страна, пламени јазици се издигаат од петрохемиски комплекс, кој го управува рускиот енергетски гигант Лукойл во руската покрајна Ставропол. Украина го нападнала регионот со дронови. Европската Унија, која до пред 15 години практично беше без долгови, сега со новото задолжување од 90 милиарди евра за помош на Украина, се соочува со дополнително зголемување на нејзиниот долг, кој сега изнесува околу 670 милиарди евра. Со ова Европската Унија буквално се претвора во должничка унија. Предвидувањата се дека отплаќањето на овој долг ќе фигурира во билансот на финансиската состојба на ЕУ најмалку до 2058 година. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе одржи итен состанок за да се разговара за тензиите меѓу Венецуела и САД. Состанокот го побарала владата во Каракас преку Русија и Кина. Во меѓувреме реториката на американската влада кон Венецуела станува се поостра. Овие денови САД заплени неколку танкери со венецуелска нафта, што владата на јужноамериканската земја остро го осуди и го прогласи за пиратство.
Русија, членка на Советот за безбедност со право на вето, вети целосна поддршка на венецуелската влада. Американскиот претседател Доналд Трамп не се откажува од анектирање на Гренланд. Тој изјави дека на САД им е потребен Гренланд за национална заштита и дека ние мора да ја имаме. Како одговор на прашањето на BBC за новата улога на Джеф Ландри, републиканскиот гувернер на Луизијана, кој беше назначен за специјален пратеник за Гренланд, тој изјави дека Вашингтон ќе мора да го реши тоа и дека на САД им е потребен Гренланд за национална безбедност, а не за минерали. Со сите овие заложби, Трамп предизвика нов спор со Данска, држава со која е во сојузништво во НАТО. Американската мултинационална компанија Амазон блокирала повеќе од 1800 пријави за работа под сомнение дека се поднесени од севернокорејски агенти. Главниот директор за безбедност на Амазон Стивен Шмит изјави дека државјани на Северна Кореја се обиделе да аплицираат за IT работни места од далечина, користејќи се со украдени или лажни идентитети. Американските и јужнокорејските власти и претходно предупредија дека оперативците од Пјонгјанг вршат онлайн измами. Вооружена група убила 5 полицајци во пакистанската провинција Хајбер Пахтунхвам, во близина на границата со Авганистан. Напаѓачите по убиството го запалиле полициското возило и избегале. Се уште никој не презел одговорност за нападот, но се претпоставува дека го извршиле пакистанските талибанци.